Здраво, драги гледачи, и добре дојдовте во новото онлайн интервју. Овој пат на тема здравство. Јас сум Ева Лазаревска, а со мене новинарката Менша Атанасова Точи, која со години наназад ги следи проблемите во македонскиот здравствен систем и е добитник на многу награди за низината работа. Ви благодариме што одвоивте време за ова гостување. Ви благодарам што ме поканивте. Првото прашање е, со која оценка би го оцениле здравството во Македонија и кои мислите дека се најслабите негови точки? Да не бидам престрога, ама мислам двојка. Ако рачунаме од 1 до 10, ама и за 5 би било исто. Двојка. Но не било од секогаш така. Македонскиот здравствен систем имаше некогаш и подобри услови и поамбициозни лекари. Во такви услови имаше поамбициозни лекари. Во последните години затајуваат многу работи. Особено би го спомнала како слаба точка делот околу пресадувањето на бубрези. Тоа е единственото пресадување кое што се правеше во нашата држава. Значи не постои пресадување на други органи. Замре во последните 2 години заради лоши политики во здравството и заради неодговорност баш на одговорните луѓе во тој сегмент. Така да можете да замислите колку луѓе во моментот има на диализа, на кое што им е потребно пресадување на бубрек и чии што животи на возрастни, на млади, на деца би биле спасени и би почнале да живеат сосем нов живот. Има многу слаби точки, но јас најслабата точка би ја фокусирала во тие што ја креираат политиката во здравството. А тоа е Министерството за здравство. Затоа што ако има добри политики, добра стратегија, тогаш и сите гранки од здравството и од медицината не би се закочиле. Значи не би имало толкави големи проблеми. Например, превенцијата. Доколку матичниот лекар знае да го едуцира, има добра стратегија во тој дел, и матичниот лекар го едуцира пациентот, забележи дека тој има проблеми, тој не би завршил на стент или на операција за срце. Така и државата би заштедила економски, а и би се зачувало здравјето на луѓето. Така да има доста сегменти од здравството кои што многу треба да се направи. Например, позитивната листа на лекови исто така. Позитивната листа, тоа се лекови што одат на рецепт, не е сменета 10 години. Значи, ние се лекуваме со застарени лекови, а лекови кои што се исфрлени од употреба во другите земји. Се сеќавам дека последен лек кој што беше внесен е за болните од леукемија пред некои 5-6 години и тоа на голем притисок и на пациентите и на нас медиумите. И тој лек во светот веќе се употребуваше 10 години. Можете да замислите, ако дошол кај нас порано, колку човечки животи би се спасиле. Дали во Македонија здравството е навистина бесплатно? Не, здравството не е бесплатно, беше во поранешна Југославија. Тој солидарен систем го задржавме и подоцна. Значи, од нашите плати сите одвојуваме одреден процент и тој процент оди во фондот за здравствено осигурување. Тоа е тој солидарен систем. Ако јас денеска овој месец како пациент не ги употребам тие пари, тие одат за лекување на некој друг на кој што му е повеќе потребно. Но македонскиот граѓанин плаќа тројно. Тоа е еднаш преку тоа одвојување од платата, преку тој придонес. Втор пат е преку партиципацијата, што сите ја плаќаме за преглед, за анализи, за снимање на рентген и така натаму. И трет пат плаќаме во приватните болници. Ако некој апарат е расипан, ако нема одредени реагенси за да можеме да извршиме одредени испитувања на крвта, ние одиме во приватното здравство. Така плаќаме 3 пати. Што е мој термин и зошто овој проект доби толку лоша репутација? Мој термин и не е така лошо смислен. Тој проект е копиран од некој од другите држави, европските држави, но треба да се адаптира и да се прилагоди на нашиот здравствен систем и на нашата држава. Треба да се направат промени во начинот на чекање, да не се чека, например, со месеци за одредено снимање, да не се чека
толку многу кај лекарот, затоа што знае потоа тие 15 минути што се одредени на пациентот за кај лекарот се исто така многу малку. Додека пациентот се влезе, се соблече, ги извади документите, му каже што го мачи, лекарот нема време да го прегледа. А камоли да ги напише анализите и да заврши целата таа постапка. Така да мора да се направат некои промени во тој дел. Или пак паѓа системот често пати, па се создаваат големи редици пред шалтерите и тоа е навистина проблем. Често се зборува дека квалитетни доктори заминаа во странство или во приватните болници. Дали навистина е таа ситуацијата? Да. Млади доктори заминуваат, особено студентите на медицинскиот факултет, напоредно со студиите учат и германски јазик, бидејќи најчести дестинации се Австрија и Германија, и одат таму. Причината заради која што се заминуваат се разбира лошите услови во болниците и малите плати. Јас не би знаела да ја кажам, не сакам да калкулирам со бројки, бидејќи никој не го знае точниот број колку лекари заминале, но заминуваат масовно. Иста е причината зашто заминуваат и во приватните болници, заради подобри услови за работа и заради поголеми плати. Иста е ситуацијата и со медицинските сестри. Секаде во нашите болници недостасуваат медицински сестри. Колку има фаќање на врски, мито во македонскиот здравствен систем и од каде треба да се почне за да се искорени овој проблем? Имаше и докажани случаи. Па мислам дека прво треба да почнеме од нас, секој од нас, значи да не нуди. Нема потреба да нуди, затоа што секој лекар што работи во јавното здравство знае и е свесен дека за својот труд е платен од платата која што ја прима од клиниката. Но главната промена треба да ја направи Министерството за здравство повторно и менаџерите на тие болници, да се зголемат платите на лекарите, бидејќи навистина се мали. Двојно, тројно, доколку е потребно, и на тој начин да се стимулираат за да не зимаат мито. Доколку и понатаму продолжат тие работи, да има ригорозни казни дури од земање на лиценците за работа. А тоа фаќање на врски, мислам дека ни е во менталитетот на сите нас, така да тоа тешко дека ќе се искорени. Во случај на проблем, незадоволство или несоодветен третман во македонскиот здравствен систем, каде граѓаните треба да се обратат? Да, за тоа постои Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој се наоѓа во склоп на Министерството за здравство и се разбира во Министерството за здравство, а доколку и тие не реагираат, па тука сме и ние медиумите да притиснеме на некој начин. Дали постои начин да се врати македонското здравство на здрави нозе и според вас кој е првиот чекор? Здравството е многу жежокостен, бидејќи со години е уништувано. Но, иако не сум многу оптимиста, верувам дека може да се направи со чесен и сериозен однос на тие што повторно, еве ќе кажам и ќе нагласам, ја креираат политиката во здравството. Со помалку реклама и кампања околу тоа што го прават, со повеќе чесна и сериозна работа. Се разбира, тука се и менаџерите на болниците, кои што треба да прават промени и навистина треба да се инвестира многу, бидејќи нас не умираат пациенти во болниците, одат од едно, а умираат, например, од болнички инфекции. Треба да се инвестира во кадар, значи да се вработуваат нови лекари, медицински сестри, да се рушат цели болници, ако е потребно, или ѕидови, бидејќи болниците, ѕидовите се полни со болнички инфекции, да се купат нови кревети и така натаму, за да сите имаме подобра здравствена услуга. И се разбира, многу зависи од вработените во здравството, доколку професионално и сериозно и одговорно се извршуваат својата работа. Господја Точи, ви благодариме за гостувањето. Благодарам на поканата. Драги гледачи, ви благодарам што го преследевте последното интервју од оваа серија на интервјуа на теми кои презлагуваат фамилијата Марковски. Сите интервјуа и сите епизоди ќе бидат достапни на YouTube каналот на фамилијата Марковски. Погледнете ги ако веќе не сте го направиле тоа. Ви благодарам на вниманието.